Буџетот е годишен план на приходи и трошоци на државата. Се носи пред почетокот на буџетската година. Важен е за правилна распределба на ресурсите, за намалување на социјалните разлики, за економска стабилност на земјата. Од него зависи нормалното функционирање на јавните установи, како болници и училишта. Со правилна распределба, државата може да се погрижи регионите во земјата да бидат еднакво развиени. Касата се полни со даноци и други давачки од граѓаните. Буџетот е како паричникот на едно семејство. Државата мора да ги планира трошоците, како и семејството некогаш троши повеќе, создавајќи дупка во буџетот. За 2017 државата планира да собере 3 милиарди и 50 милиони евра, ки ги пушти нозете повеќе од колку што и е чергата и планира да потроши 300 милиони евра повеќе. Најмногу пари, 1 милиарда и 500 милиони евра се за пензии, социјална помош, здравствено осигурување. Пензискиот фонд е голем товар, па поради неодржливоста се покрива со пари од буџетот над 400 милиони евра. Кои институции добиваат најмногу од државниот буџет? Министерството за труд и социјална политика 676 милиони евра. За образование се предвидени 408 милиони евра. За полицијата 171 милион, а за војската 101 милион евра. Помалку ќе добие здравството 91 милион евра. Најмалку ќе добие Министерството за животна средина само 10 милиони евра. За да ја пополни дупката во буџетот, државата ќе се задолжи дома и во странство, но долговите се враќаат со камати. Годишно на камати државата плаќа над 110 милиони евра. Дупката во буџетот расте со години. Вртоглаво рипна со проектот Скопје 2014. Буџетските пари не се трошат само на скапи проекти, се троши многу и за се побројната државна администрација. Од крајот на 2010 до 2016 јавниот долг се зголемил за 2 милиарди и 800 милиони евра, за денес да достигне 4 милиарди и 800 милиони евра. Значи секој од нас, а и секој дете што се раѓа во Македонија, веќе должи пари. За 6 години долгот на секој жител пораснал двојно. Ако во 2010 година секој македонски државјанин должел 950 евра, денес должи 2300 евра. Секому долгот му растел по 38 евра месечно или по 1,3 евра на ден. Ако продолжи ваквото задолжување, до 2020 секој ќе должи над 4100 евра. Тоа значи дека за секој новороденче треба да подигнете кредит од 250.000 денари. Не буквално, но државата преку кратење на плати, пензии, јавни услуги или казни ќе мора на грбот на граѓаните да го врати направениот долг. Додека го читате ова, долгот се зголемил за 2080 евра или 16 евра во секунда. Проблемот кај владите е што секогаш мислат дека долгот утре ќе го враќа некој друг.